Долгоочекуваната реконструкција на патниот правец Делчево-Голак пред својот официјален старт. Во тек е тендерската постапка за избор на изведувач, постапка по која и официјално ќе започне неговата рехабилитација. Некаде до крајот на годината веќе би се знаело кој ќе биде изведувач на градежни активности, кој ќе биде надзорен орган и би можело да отпочнат градежните активности, со тоа што исто така проектирано е градежните активности да завршат некаде од прилика за 12 месеци, односно за цела година. Во должината патниот правец нема да претрпи промени. Патниот правец ќе претрпи во однос на, како што реков, на ширината, со сега ширина од 3 метри, променлива ширина од 3 метри, проектирана ширина сега на новиот коловоз е 4,5 метри на коловозот, плюс дополнително по 1 метар од страни за банкини, риголи и други придружни патни објекти. Рехабилитацијата на патниот правец Делчево-Голак нема да има било какви штетни влијанија по човековата околина. Овој податок се темели врз извештајот за влијанијата врз животната средина, кој што вчера беше презентиран на јавна консултација одржана во Делчево. Во текот на проектирањето на овој пат водено е сметка да се запазат сите еколошки позитивни потреби и да се намалат влијанијата врз медиумите на животната средина. Предвидено е мониторинг план, како и план за намалување на истите влијанија. Јавното претпријатие за државни патишта во соработка со општина Делчево ќе има и воспоставено механизам на, така да кажам, слободно жалби и поплаки, со кој што локалното население би можело да го изрази своето незадоволство или задоволство со реализацијата на овој проект. Инаку рехабилитацијата на патниот правец Делчево-Голак, јавното претпријатие за државни патишта, го реализира со финансиска поддршка од Светска банка. Предвидениот буџет за рехабилитација на оваа делница е во висина од 1.455.000 евра. Реализацијата на овој проект ќе биде од огромно значење за заживувањето на туризмот во Делчево.